Почитувани колеги, почитувани припадници на армијата, денеска ќе ви образложиме и објасниме една ситуација која е поврзана со една горка тема која што се спомна во последниот период низ армијата, а тоа е јубилејната награда. Ќе образложиме на кого му следува, согласно колективниот договор, јубилејна награда и на кого му следува и колку му следува. Ќе прочитам првин дел од колективниот договор, па потоа ќе го образложиме начинот на како се стекнува правото на јубилејна награда. Согласно член 93 од колективниот договор на Министерството за одбрана, јубилејните награди се исплатуваат за непрекината работа во Министерството и армијата за најмалку 10, 15, 20, 30 и 40 години работен стаж во висина од најмалку 50% од просечната нето плата за 10 години стаж, 100% од просечната за 15 години стаж, 100% од просечната нето плата за 20 години стаж, 150% од просечната нето плата за 30 години стаж и 200% од просечната нето плата за 40 години работен стаж. Сега, едно објаснување до припадниците на армијата, бидејќи се шират дезинформации пласирани од одредени кругови, колку да не се врши исплата на јубилејните награди. Имам информации дека припадниците на армијата ги овластените лица или командантите на единиците ги одбиваат вработените со образложение дека нема доволен стаж за јубилејна награда, бидејќи се рачунал само активниот стаж. Сега, ќе ви објаснам што е работен стаж. Значи, у овој член од колективниот договор, што е закон, што значи работен стаж? Работен стаж е дел од активен стаж плюс бенефициран стаж. Додека вие ја вршите својата работа, ви тече активен стаж. Но за специфичната работа која вршите, имате дополнителен бенефициран стаж. Тој се пресметува во истиот момент. За да сватите дека ги ве манипулираат и дека ве лажат, сега ќе ви објаснам на еден прост начин. Последната ставка, 200% од просечната нето плата во Републиката во претходната година за 40 години работен стаж. Сега, во армијата се заминува во пензија со 40 години стаж. Бенефициран, со се бенефициран стаж. Активен и бенефициран. Сега, старешините, офицерите, подофицерите и цивилните лица одат во пензија со 40 години стаж. Ако не ти следува јубилејна награда, ти следува, како што они викаат, само за 40 години активен стаж, тогаш испаѓа дека треба да имаш за 40 години, за да го оствариш ова право, 50 години со бенефиции. Таква категорија на вработен во армијата нема. Значи, сите се рачунаат со се бенефиции. Значи, ова ставка за џабе ли е напишана. Значи, никој фактички нема да ја оствари. Се остварува. Тој што полни 40 години стаж, добива решение за пензија, опремнината што му следува согласно колективниот договор и му дава таа година кога остварува 40 години стаж и јубилејна награда со 200% од просечната нето плата. Значи, сите тие луѓе што поднеле решенија и што се одбиени, сите тие решенија се незаконски. Зошто? Се зборува дека добиле насоки. Насоки добиени од Министерството за одбрана да не се дават јубилејните награди. Тоа е со причина што така да се заштити буџетот, да не се исплатат овие на припадниците на армијата правава од работен однос. Бидејќи јубилејната награда е право од работен однос. Насоките не се дадени преку документ, бидејќи ако се дадени преку документ, тој документ ќе представува кривично дело. Тие се дадени преку мејл до овластените лица што издаваат решение, т.е. командантите на единиците,
и бидејќи они имаат подовластување да издаваат решенја врз основа на финансиски импликации согласно закон за служба и колективен договор, решенија за одмор, за други додатоци, за плата и така натаму, така да они имаат право да издаваат и решенија за јубилејна награда. Бидејќи им е наложено насоки им се дадени да не даваат, фактички овие овластени лица, команданти на единиците, го прекршуваат колективниот договор и прават два големи прекршоци кои едниот е оневозможување на припадниците на армијата да остварат право од работен однос, јубилејна награда, и второто е што го штетуваат буџетот на армијата и на Република Македонија со тужби кои што ќе ги поднесат тие лица и за секоја тужба Министерството за одбрана ќе плати над 1000 евра. Така да овие двете категории представуваат кривични дела, но за жал командантите и овластените лица за донесување на вакви решенија не сака да се скараат со работодавецот, бидејќи утре дента нема да бидат команданти и мора да ги слушаат насоките кои се дадени да не се остваруваат овие права на припадниците на армијата. Сега они идат на таа варијанта дека отприлика ако 1000 луѓе им следуваат јубилејна награда да земат оваа година, 200 ќе се осмелат да поднесат барања, сите 200 ќе бидат одбиени нормално, а од тие 200, 20 ќе поднесат тужби и ќе добијат 100% ќе добијат со судска пресуда и ќе им се исплати бараната јубилејна награда со се каматата. И тоа е таа математика. Место да се исплатат 1000 регуларни, пример, јубилејни награди, на Министерството за одбрана им одговара да се шири вакова информација дека не им следува, за да се дефокусираат луѓето и да не поднесуваат барања, за да може да се исплати на многу мал процент на луѓе и со што помалце да има оштета кон буџетот. Ова е типичен начин како функционира Министерството за одбрана кога не сака да исплати нешто. Ова не е прв случај вака, има и со многу други додатоци, но бидејќи другите синдикати нема да ви го кажат ова, туку другите три синдикати се знае дека си ќутат, не смеа да го кажат тоа, бидејќи и они ќе се скараат со работодавецот и ќе бидат ќе бидат скарани и не ќе може да функционираат како што функционираат сега. Затоа ние, бидејќи стигат многу информации до нас во врска со ова, затоа бевме должни да ви дадеме едно објаснување дека јубилејната награда ја остварувате во тој момент кога ќе остварите овие години стаж со се бенефиции за 10, 15, 20, 30 и 40. Од вас зависи дали ќе поднесете барање и дали ќе си поднесете тужба за да го остварите ова право или не, или ќе дозволите овие пари да останат заштедени во буџетот, така да нема да го остварите тоа што ви следува, бидејќи за 15 години стаж е 43.000 денари, за 20 исто 43.000 денари, за 30 години стаж е 65.000 денари, а за 40 години стаж е 86.000 денари. Така да кој има храброст и желба, нака си побара да си го оствари правото, кој нема, нака си ќути и нака си верува во насоките и на непочитувањето на законите од страна на овластените лица, кои за жал под присила мора да го прават тоа. Ние како синдикат мора да работиме согласно закони, мора да им ги известуваме луѓето кои се нивните права. Тој што не го почитува законот, за него има други приказни и други начини како треба да се постапува. За жал, ова кај нас стана добро утро и се пласира секоја година со секоја нова новост и секако луѓето со една цел да не може да остварат права што им следуваат согласно закон и согласно колективен договор. Се надевам дека ви образложивме дека ви следува јубилејна награда и повелете остварете си ја. Благодарам за вниманието. Поздрав!